Сабота навечер, резервиран термин за информативната емисија Отворено за. Вечерва со мојот гостин ќе говориме за стандардизацијата. Стандардите се насекаде околу нас, но може би многу малку знаеме. Еден од најпознатите стандарди, а за кој што не сме свесни дека е стандард, е овој лист хартија А4 формат. Велам добро вечер за магистар Љупчо Давчев, директор на Институтот за стандардизација на Република Македонија. Добро ни дојдовте. Добро вечер на вас, на вашата телевизија и на вашите почитувани гледачи. Се надевам дека во наредниве неколку минути ќе објасниме подобро што е тоа стандардизација, што е сертификација и како можеме да им помогнеме на сите заинтересирани страни. Кога станува збор за Институтот за стандардизација на Република Македонија, да напоменеме дека тоа е национално тело за стандардизација, кое што ги представува националните интереси во меѓународните, европските и во регионалните организации за стандардизација, ги промовира стандардизацијските активности преку здружување на јавни, приватни, заинтересирани страни, подготвувајќи и усвојувајќи доброволни национални стандарди. Нешто повеќе од ова за институцијата од која што доаѓате. Добро, мало дополна, ние сме единствено тело за стандардизација во Република Македонија. Секоја земја во светот има само по едно тело за стандардизација и сите тие се вклучени на регионално, на европско или на меѓународно ниво, континентално. Институтот за стандардизација е основан 2003 година како независно тело. Од тогаш имаме нов закон, нов статут и веќе 14 години сме независни. Составени сме од собрание кое што има 136 членки, тоа се најголемите индустријски најголемите индустрии во Република Македонија, фабриките, министерствата и останатите заинтересирани страни. Од тие 136 бираме 9 членови на управен одбор. Значи имаме собрание 136 и членови на управен одбор од 9 тела. И после тоа Институтот за стандардизација кој што е составен од сектор за стандардизација, сектор за сертификација, сектор за информации, имаме две оделенија, правни, физички работи и финансиски работи. Институтот за стандардизација на Република Македонија е полноправна членка на меѓународната организација. Кои ни се обврските, но и кои ни се бенефитите? Постојат три големи меѓународни организации. Тоа е ISO, International Standard Organization, меѓународна организација стандардизација со седиште во Женева. Втората ИЕЦ, тоа е Електротехничка организација стандардизација со седиште исто во Женева. И третата е ИТУ, исто меѓународна организација, но тоа се за телекомуникација, исто со седиште во Женева. Значи тоа се трите најголеми меѓународни организации и сите останати земји во светот се членки на овие три меѓународни организации. Освен тоа, институтот е полноправна членка и на европските тела за стандардизација. Таму се 34 земји членки, полноправни, 27 ЕУ, 3 ЕФТА, Македонија, Турција и од пред 15-20 дена Србија. Обврските значи се она што го бара меѓународната организација стандардизација и Светската трговска организација, ние мораме да ги исполниме. Што тоа значи? Во колку на меѓународно или на европско ниво имаме еден заеднички пазар. Тоа значи дека производот што е произведен во Република Македонија, производот што е произведен во Шпанија или производот што е произведен во Бразил, не сме да има пречки во трговија. Значи од една земја која ќе влегува во друга земја, нема пречки на трговијата, нема по 5 пати прегледување на хартијата, дали е тоа во ред, дали не е во ред. Заради тоа се прават тие стандарди каде што на меѓународно или на европско ниво имаме над 250.000 експерти кои што заедно ги изработуваат стандардите. Кога тој стандард ќе биде изработен на било кое ниво, со консенсус се донесува одлука дека е тоа стандард и сите земји треба да го почитуваат. Со тоа што сите земјите го почитуваат, нивните услови се поставени во тој стандард, со тоа се избегнуваат пречките во трговијата. Тоа е првиот дел, а вториот дел во самиот стандард се дадени основните базните барања што се однесуваат сигурност, здравје, безбедност, еколошки принципи, заштита на природата, околината, на мајката земја и нормално економските ефекти, како што е и дело што се однесува на истражување, испитување на идните некои научни достигнувања кои што ќе ведат метнати во стандардите. Значи едноставно сложена процедура, стражна постапка која што бара знаење од навистина многу области. На самиот почеток, јас го споменав овој лист хартија, нели А4 формат, кој што
На сите ни е добро познат. Многу пати сме го имале во своите раце, меѓутоа многу ретко претпоставувам дека некој размислува дека тоа е нели стандардизираната големина на оваа хартија. Пред да продолжиме понатаму, накратко, што е стандардот? Стандард. Стандард е лист хартија, а може да биде и документирана информација во електронска форма, каде што се запишани сите правила кои што треба, тој што ќе го употребува стандардот да постапува по нив. Многу е битно да се знае дека е донесено со консензус, значи од сите земји во Европа или во светот, сите заедно треба да со консензус да кажат дека го усвојуваат тој стандард и усвоено од признаено тело. Околку од македонски стандард, чист македонски, тогаш е усвоено од Институтот за стандардизација на Република Македонија. Околку е усвоено од европските тела стандардизација, две тие се ЦЕН и ЦЕНЕЛЕК, тогаш европски стандард. Околку е усвоено на меѓународно ниво од меѓународната организација стандардизација ИСО, ИЕЦ или ИТУ, тогаш е меѓународен стандард. Колку стандарди има институтот усвоено? Дека 27.500 стандарди, од кои што над 95% се европски, меѓународни, имаме стандарди усвоени германски, имаме амерички стандарди усвоени и имаме чисто македонски стандарди. Нас не интересира многу повеќе за оние нашите македонските. Тие ги усвојувате вие, па колку македонски стандарди имаме усвоени? Значи, овака, сите стандарди што се усвоени се македонски. Тие се истите амерички, европски или меѓународни признаени, кај нас се усвоени и со тоа го добиваат статутот на македонски стандард. Со тоа значи дека индулжуваме на нашите производители, но ние што сакаат да прават производи по тие стандарди, под исти услови да искочат на било кој пазар. Имаме и чисто македонски стандарди, кои што во моментот се само за македонскиот пазар, се надеваме дека некој од нив ќе стане меѓународен стандард. Значи ќе отидеме на повисоко ниво. Стандарди кои што ги изработивме чисто македонски се, ние знаете дека сме земја која што е претежно се занимава нели со земјоделие, аграр, такви работи, а тутунот ние можеби една од водечките гранки. Значи еден стандард е стандардот за определување на белковини во тутун. На меѓународно ниво има само два стандарди што се однесуваат на тутунот. Кај нас е, значи, освен тие два го имаме и овој уште еден македонски. Имаме стандарди за лифтови, имаме стандарди за геотехника, за методологија кои што се употребува за испитување на земјиштето и за одредени останати приближни работи што се однесуваат за тоа. Имаме еврокодови, тоа се стандарди тоа на Библијата за градежништвото, за дизајн и проектирање во градежништвото, 58 стандарди, 5000 нешто страни и све она што ќе се гради во дали се тоа објекти, дали се тоа мостови, згради, било што е, значи ќе се гради по нив. Тие се европски, ние ги усвоивме како македонски, но меѓутоа сите тие во себе мора да содржат национален анекс. Во тој национален анекс ги имаме основните барања на физичко-геолошките карактеристики на земјата. Тоа значи сеизмологијата во Скопје, во Велес, во Берово, Кукава, дожд, ветар, снег на секое подрачје во Скопје, во еден дел на Скопје, во друг дел на Скопје. Од кога тие сите податоци ќе ги ставиме во националните анекси, тогаш може да се знае Кукава ќе биде градбата, финансиски Кукав и Кукава е сигурноста на зградата во Велес, во Скопје, во Тетово, во било кој дел на Република Македонија. Нормално дека најбитниот дел е граѓаните кои што ќе живеат во тие згради и луѓето што ги градат тие згради да не бидат повредени на било кој начин. Стандардите се секогаш околу нас. Тие се можеби неопходни за развојот на економијата. Колку македонските компании ги прифаќаат? Ја би отишол со еден друг пример, малку подалеку за една европска земја, Германија. Германија го имаат DIN, Deutsche Institut for Normung, тоа се од општите стандарди, и плюс ВДЕ, тоа е од областа на електротехника и телекомуникации. Ако ви кажем дека Германија од 3 до 5% од GDP-то го постига со тоа што изработува нивни национални стандарди кои потоа стануваат европски или меѓународни, може да се види колкаво е значението на стандарди и на самиот процес на стандардизација. Во Република Македонија стандардите се употребуваат фабриките, посебно вие новите во новите индустријски зони, навистина ги зимаат стандардите затоа што нивните производи се наменети за европскиот и за останатиот америчкиот или било кој друг пазар. На тој пазар можеш да искочиш со тие стандарди. Не можеш со старите југословенски стандарди кои што више не се ни во употреба.
А со тоа, значи, во колку луѓето ги потребуваат овие стандардите, се зголемува производството на производите во Република Македонија, со тоа нели расте GDP-то и поголема благосостојба на сите што живеат во Република Македонија. Каква е постапката за добивање на стандард? Дали таа е долга, сложена? Постојат два типа на добивање, значи добивање едниот да го купите стандардот и тука постојат неколку подпостапки. Може да дојдете кај нас директно, сакам да го купам, ви даваме, не може во кеш да дојдете го платите, него мора да дојдете со фактура ќе ви дадеме, идете плаќате и го земате. Вториот дел, значи на нашиот вебсайт со ваша картичка да си го запишете стандардот, автоматски го добивате за 2-3 минути. И третиот, можеби најинтересниот начин е за големите корисници, добиваат лиценца на користење на стандарди од една година, ни бараат од 50 стандарди па нагоре, ние им ги внесуваме на нашиот вебсайт, со посебна лозинка ги добиваат стандардите и смеат да ги користат. Но морам да ви кажам дека авторските права се на Институтот на стандардизација, не смеат да се продаваат, да се припишуваат, ништо не смеа да се прави. За све што ве интересира, дали е тоа учебник, дали е докторска дисертација, дали е нели на производите мора да има декларација каде што пишува што треба да се работи, мора да се обратат од нас, да се договориме за начинот за постапката како што ќе можат да го добијат тој дел. Вториот дел што е побитен, за како се прават стандарди. Значи имаме 28 работни групи, технички комитети ги викаме, и тие покриваат целото индустрија во Република Македонија. Имаме технички комитет за машини, имаме технички комитет за автомобилска индустрија, за ЛВД директивата, значи за електрообласт, за компјутери, за технологија, имаме за градежништво, за градежни производи, за quality management ISO 9001, 14001, имаме за 22.000 за заштита, безбедност, здравје при прехраната, 14.001 заштита на животната околина, за све имаме технички комитети. 95% од индустријата е покриена во нашите технички комитети. Во тие технички комитети се усвојуваат тие стандарди или се прават македонски стандарди. Доколку некој заинтересиран да направи македонски стандард и има некаков пронајдок, може индивидуално или како фирма да дојде кај нас, да видиме, да се договориме што точно може да се направи, затоа што може да бенефицира од правење на еден таков стандард. Имаме такви многу примери? Имаме неколку институции кои се дојдени, со кои е направен муабет и сега сме се уште таа прва фаза, им ги доставивме потребните документи и чекаме да видиме повратен одговор до каде ќе одат. Можеме ли да посочиме некоја бројка колку стандарди годишно издават и која институција е можеби најголем корисник? За институција најголем корисник не би смел, тоа се сепак тајни податоци, но меѓутоа би можел да ви кажам дека бројката е од 1000 до 1300, 1400 стандарди на годишно ниво. Со тоа што секоја година имаме зголемување од 5 до 10%. Посебно од кога введовме онаа функција дека може да се купат стандарди преку лиценца, значи со читање, преку нашиот вебсайт бројката се зголеми. Но меѓутоа најинтересно е со онаа втората опција продавање стандарди преку интернет, дека купуваат стандарди луѓе од Перу, од Америка, од Бразил, значи отворени сме за сите. Стандард, сертификат, различни работи, меѓутоа слична намена. Да. Да ги објасниме? Може. Значи, Институтот за стандардизација на Република Македонија не е само институт за стандардизација, него и за сертификација. Стандардот го изработува заинтересирани страни, а Институтот за стандардизација е оној координатор кој што ги координира тие работи и кој што гудира тој печат дека стандардот е усвоен. Сертификација се оние компании, консултантски тела, сертификацијски тела кои што го гледаат тоа што го пише во стандардот и одредена фирма или одредена услуга според тоа ја сертифицираат или ги воведуваат барањата од стандардот во одредена фирма. Еден од најпознатите, слободно можам да кажам, македонски сертификати или стандарди е она сонце кое што беше символ на сите македонски производи произведени во Република Македонија. Кој може да го поседува овој сертификат? Значи, збориме за новиот знак за препознатливост за квалитет. Знакот се вика македонско сонценце и тој е достапен доброволно, мора да се напомене дека е доброволен, за сите заинтересирани компании кои што
ги поседуваат тие карактеристики кои што ги бараме ние. Значи, имаме неколку карактеристики кои што мора да се битни, дека е произведен во Република Македонија, нели? Дека има одредена постапка која што се занимава со квалитетот во самата компанија и на самиот производ, дека е општествено одговорна фирма, дека се занимава, значи, не само со самата фирма, него и со околината, со луѓето, со се она што може да придонесе за подобар развој на околината кај што се наоѓа. Имаме комисии, со кои што комисиите идат во самата фирма и ја гледаат постапката дали е спрема она како што е напишано. Ако ги исполнуваат сите тие услови, го добиваат тој знак Македонско сонце. Постапката ни е се уште во тек, се уште сме во некоја законска процедура која што треба да ја завршиме. Кој ќе ја завршиме постапката, веднаш почнуваме да го издаваме знакот. Што добива тој што ќе го добие тој знак? Тоа значи сега да отидете во било која продавница и да имате неколку типови на кисели води. Дали сте странец, дали сте домашен, ако го видите тој знак дека го има Македонско сонце, тоа значи дека тој е со повисок квалитет. Можеби на вас не ви се допаѓа како производот, например, киселата вода не е доволно реже или не е според вашите барања, но меѓутоа знакот за квалитет покажува дека е тој со квалитет повисок од останатите. Кога станува збор за стандардите, да нагласиме дека тие всушност се во функција на заштита на потрошувачите. Им даваат доверба дека производите и услугите што ги купуваат се безбедни, сигурни и ќе ја завршат работата за која што се наменети. На вашата веб страна претпоставувам дека многумина кои што и оваа вечер може би ќе ја посетат, може да видат и едно делче каде што има најмногу поставувани прашања. Меѓу оние кои што јас ги извоив оваа вечер, би го посочила следново прашање, па би можеле вие да ми го искоментирате. Дали набавениот стандард може да се умножува или дистрибуира и на други лица? На секој стандард ќе го купите стои ознака Институт за стандардизација Република Македонија, но меѓутоа стои ознаката на компанијата или индивидуалното лице што купило. Значи не може никој друг да го препродава истиот или било кој стандард во колку го нема нашиот жик и во колку фирмата што е таа другата не стои името и назнаката на тој што го поседува. Значи авторските приправа ни припаѓаат на нас, тие ни се доделени од меѓународните европските тела на стандардизација и ние ги заштитуваме авторските права нивни. Значи не може никој друг. И уште едно прашање за крај. Вика, зашто би членувале во Институтот за стандардизација и во Институтот или во техничките комитети? Значи, во контекстот на цело претходно што го зборевме за квалитетот на производите, сакам да ве поканам вас, вашата телевизија и сите оние што се заинтересирани страни во Велес и во околината, значи вашите гледачи, да дојдат на 8 и 9 мај во Скопје, во хотел ТЦЦ Плаца. Имаме два големи семинари. Првиот се однесува за квалитетот на храната, значи како македонските производи да ги пласираат своите производи на европскиот пазар, а вториот ден е за производи од дрво, значи врати, прозори и од пластика, не само од дрво и од алуминиум, како своите производи повторно да ги пласираат на европскиот пазар и да ја добијат таа CE ознака. Доаѓаат шпански експерти, влегувањето е бесплатно и на крајот на семинарот, значи ќе исклучите со некое знаење кое што навистина ќе ви е потребно на сите заинтересирани страни да ги пласираат да ги пласираат своите производи на било кој пазар. Истото тоа ќе се случи во Битола на 10 и на 11. Значи го поделивме на два дела, Скопје и Битола. На 10 ќе биде храна, на 11 ќе биде дрво, врати, прозори и останати производи. Господине Давчев, јас ви благодарам што оваа вечер одвоивте дел од вашето време и бевте наши гости. Се надевам дека на нашите гледачи ми ја представивме повеќе или одблиску работата на Институтот за стандардизација, чиј што прв човек сте вие, а се надевам и дека некоја компанија од нашиот регион ќе се јави и ќе стане 137-та ваша членка. Ви благодарам многу на вас, на вашата телевизија и се надевам дека во изминативе минути бевме доволно отворени, затоа што и наша работа да бидеме отворени за сите заинтересирани страни. Дојдете, ве чекаме, ние сме тука заради вас.
Почитувани гледачи, ова беше се што подготвивме за ова издание на Отворено за. Гледајте ни во реприза.